Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на едно поинакво ВМРО ДПМН зборува. Зборуваме со пратениците. Вечерва моја чест и задоволство е мојата колешка Дафина Стојановска, пратеничка во Собранието на Република Македонија, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и наша заменичка координаторка. Добро вечер. Добро вечер, Бети, благодарам за поканата. И мене ми е чест што сум прва гостинка од овој серијал на твои подкасти кои што ќе се однесуваат на Собранието, а ќе бидат дел нели од подкастите ВМРО ДПМН зборува. Се надевам дека ќе привлечеме внимание и дека ќе бидеме интересни. Верувам. Имаме интересна тема, како до ефикасно собрание. И сега за да зборуваме за тоа како до ефикасно собрание, мораме првин да проговориме малку и за тоа какви биле состојбите во Собранието на Република Македонија во минатото, какво е денес и какви се нашите визии и размислувања и желби секако за воиднина. Какви се вашите претходни искуства за работењето во Собранието? Сведоци се македонската јавност на многу состојби, многу дилеми кои што ги имале. Еве, накратко како завовед во оваа тема, какви се вашите согледувања? Да, мислам дека одлично прашање за почеток на овој серијал. Како што знаете, јас сум, ова ми е трет мандат пратеничка, втор мандат заменичка координаторка на пратеничката група, и ако можам да направам некоја вака кратка споредба на овој сега почетен мандат во Собранието и претходните два кои што ги раководеше сега веќе колегата Талат Џафери, мислам дека и постои огромна разлика, затоа што не само ние како пратеници, туку и македонската јавност можеше да биде сведок на многу немили сцени во Собранието за време на пленарни седници, за односот на првиот меѓу еднаквите, за заклучувани пратеници, за недавање збор, за непочитување деловник. Впрочем, мислам дека во добар дел и од извештаите на Европската комисија беше оценувана работата на Собранието. Во време на мандатите на Талат Џафери, мислам дека огромен процент имаше на незавршени седници, неразгледани точки, затворени, поднесени интерпелации, дали кон колеги или кон министри, едноставно дивење, и секогаш во име на дивењето на власта се повикуваа на некоја си собраниска пракса. Овој мандат може би е рано, може би не, но ако по утрото денот се препознава, можам да кажам дека барем ако изминатите два мандати не бевме навикнати, што може би е чудно да се зборува може би во други држави, но кај нас не бевме навикнати пленарните седници да почнуваат на време. Да. Што, например, тоа не се случило досега во овој мандат. Точно се почитува времето, што се однесува тука се, кога зборувам за времето, мислам и за нашето и за времето на сите останати, бидејќи на пленарни седници доаѓаат и министри, впрочем и јавноста треба да знае кога почнува седница. Понатаму има и некој степен на поголема предвидливост или планирање на времето, така да на почетокот на секој месец начелно се зацртуваат едно 3-4 до 5 датуми кога би се одржале пленарните седници, со новиот деловник кој што се изгласа на крајот на претходниот мандат. Веќе имам и еден новитет во нашата работа, тоа се нели 2 часа во месецот издвоени за постување прашања на пратениците од опозицијата, и тоа се почитува, така да мислам дека одиме во нагорна линија или во позитивна смисла се разликите во однос на работата на претходните два мандати во кој што јас бев пратеничка, и овој сега кој што трае не цела година, но се гледа подобрување, се гледа почитување, се гледа некој си ред, известност, предвидливост, и мислам дека можеме да бидеме само подобри, а полоши секако не. Во она што е смислено за работењето со новиот деловник, сега ги спомнавте и пратеничките прашања кои покрај тоа што има нели традицијата се запазува еднаш во месецот, секој последен четврток да се поставуваат, новитетот е и она кога може 2 часа пред да започне седницата да се поставуваат опозицијски пратенички прашања со претходна нели координација и договор. И овој месец исто така имавме намера да следиме една таква дебата во Собранието, но за жал се случи во четвртокот на 16 јануари една интересна ситуација кога се бараа паузи
наместо да се работи и ефективно да се поставуваат пратенички прашања, ние бевме сведоци на тоа дека се бараа паузи од самата опозиција. Што мислите? Дали тоа воведува кон ефикасност во работењето на собранието? Дали намерно опозицијата бега од поставување на пратенички прашања? Па мислам дека со она што се случи минатиот четврток, 16 јануари, на тие 2 часа од седницата за поставување пратенички прашања од страна на опозицијата, мислам дека сами си стави автогол, да се изразам вака спортски, бидејќи нели сме во ек на светско првенство во ракомет, или да кажам сами себе се бойкотира, или можеби има обид да ја зацкријат нивната некоординираност, неорганизираност, неподготвеност за поставување прашања. Бидејќи за овие 2 часа, 24 часа предходно пред да започнат овие 2 часа на опозицијски пратенички прашања, координацијата дозволува, значи пратеникот кој што ќе се пријави да поставува прашање, кажува и кој член од влада или јавен функционер го бара за да му постави прашање, значи сето тоа беше уредно доставено за да самите опозицијски пратеници 2 пати, значи ако можноста за поставување пратенички е 2 часа, тие 2 часа побараа паузи. Значи самите тие времето кое што име исклучиво за тоа, а во меѓувреме ги слушаме како ја напаѓаат владата, како владата не работела, како со се што се пофалила било преку 90% сработено од страна на претходната власт, значи смешни инсинуации и изговори, а она што на дело требаа да го покажат, не го покажаа, поставуваа прашања после паузите, која веќе мислам интересот спласна, а и прашањата кои што ги поставија во добар дел, добро можеби еве немам право да ги коментирам, но се безидејни, дезорганизирани. Колегите од левица кои што се многу гласни или силни на исклучиво на социјалните мрежи, немаше ниту еден пријавен за поставување на пратенички прашања, така да нивната немоќ ја камуфлираат еве со паузи, со глумење на некоја, не знам, сакаат да исценираат некаков си вид на хаос во собрание, апсолутно далеку од тоа дека собранието е хаотично или дека некомуускратува некое право, како што тоа беше случај во минатиот мандат. Безидејни се, очајни се, едните не можат да се помират дека се опозиција, другиве пак во опозиција си имаат други поголеми гајлиња. Можеби најкомотно им е овој сега период да го поминат во собрание, а пак третите, оние најактивните на социјални мрежи, се тука само за почеток на седница да побараат некое процедурално, од кое што можеби ќе изведат 2-3 рилса за на Facebook и толку од нивната сила или толку од нивните оправдани критики кон власта. Можеби тие се навикнати на она што претходно се случуваше кога се поставуваа пратенички прашања на еден стил на работење со дофрлања, со навреди од страна на министрите кон пратениците, со навреди од страна на премиер кон пратениците, со намигнувања, сведоци сме на многу такви лоши состојби кои сме ги имале во собранието и можеби од една таква желба да се исценира такво едно работење, можеби се демотивираат, па заради тоа бараат паузи. Дали ефикасноста во собранието зависи само од пратениците или пак од сите за оваа целина и оваа ситуација да ја имаме или да ја немаме во иднина? Секако дека генералната слика испраќаме сите како пратеници. Добро е секогаш, јас не велам, не се зборуваме за седници на пратенички прашања, но еве кога би зборувале за некои законски решенја, особено ако се работи за системски, добро е тие да бидат донесени со консензус. Тоа е многу добра порака и за оние кои што не гласаат и за оние кои што многу очекуваат од нас, но кога конкретно зборуваме за пратенички прашања, огромна е разликата меѓу претходните седници на пратенички прашања и овие прво во односот на премиерот и на министрите кон пратениците, а да не зборувам за содржината на поставените прашања. Ако се сеќавате, не така далеку, првата седница на пратенички прашања, на која што трае според деловник 7 часа, со 1 час пауза, значи 6, мислам дека тука премиерот Христијан Мицкоски 100-0
ја изводи таа седница, бидејќи генерално мислам преку 90% беа поставувани прашањата кон него, а не помалку се и сега поставувани во следните 2 или 3 седници за пратенички прашања. Значи сосема смирено, сосема со почит, со аргументи ги дава одговорите, со еден коректен однос, без разлика за кој да се работи пратеник, а токму јас и вие, Бети, бевме едни од тие кои што доживеавме вас да ве девалвира премиер, председател на влада, а мене вице-премиер или задолжен за евроинтеграции. Тоа тие нема подготвено одговори за нашите прашања и тие на тој начин правеа дефокус од седниците на пратенички прашања, за да сега кога нивните партии се од другава страна, бидејќи не се креативни, барем за поставување прашања, деловникот е многу прецизен и се почитува исклучително, нема кој да им попречи да постават прашање. Тие бараат паузи. Тоа е нивната немоќ, неорганизираност и слабост, би рекла генерално, што нормално се должи на исходот од последните парламентарни избори. Не случајно едниот Европски фронт се 18, коалицијава на СДСМ се исто така 18, а овие од Левица се 6. Левица се, за мене, би рекла, секогаш подготвени само да бидат опозиција и ништо повеќе од опозиција. Тоа се луѓе кои што не прифаќаат одговорност институционална, туку вака да изигруваат, можеби да привлекуваат некое внимание во јавност, но мислам дека ако продолжат со ова темпо и тоа веќе нема да го имаат, бидејќи последните нивни настапи доволно зборуваат за нивното ниво на однесување, култура и за она што го прават, без разлика што се работи за опозиционери, во многу наврати сведоци биле јавноста, е недозволиво. Значи, под секое ниво, така што мислам дека и нивната моќ можат да покажат некоја моќ покрај овие слаби пратенички групи на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, но сепак не е тоа она што се очекува од една, би рекла, зрела, здрава опозиција, која што наместо да бара паузи, треба да поставува прашања или наместо да избегнува прашања, треба да биде присутна во сала. Добар дел од нив воопшто ги нема во сала, не доаѓаат на седници, но да знаат да ги метнат картичките како да се присутни, предпоставувам од причини, бидејќи многу не критикуваат за доста работи. Знаеме ние какви лажливци се, но и јавноста веќе ги препознава, така што ние можеби како вака силна или стабилна власт со колку сме 78 пратеници, ако зборуваме генерално сите партии на власт, можеби и да ни годи ваква слаба опозиција, но сепак не е добро. Опозицијата треба да е корективна на власта. Јас ги паметам времињата и вие, Бети, кога ние бевме опозиција, ако се работеше за интерпелација, сите се јавувавме за збор. Овие и од нив 18 не се пријавија сите. Ја чекавме можноста да работиме. Да, и стоевме додека не се прогласеше крај на седницата, не баравме пауза за да си заминеме или за да ги оставиме колегите од власта така комотно да си ги поминат законите. Овие се тотално безидејни, но би рекла и незаинтересирани, а веројатно и неспособни за да бидат една здрава опозиција во парламентот. Тие се безидејни кога станува збор за македонскиот народ, за Македонија. Но се многу идејни кога станува збор за себе и за својот джеп. Имено, многу е интересно, нивната појава се влегува на предната врата, а се излегува на задната врата одма. Точно така. И доаѓа само еден пратеник и бара процедурално, бара пауза и тоа е нивното работење во текот на таа пленарна седница. Сведоци сме во изминативе неколку седници, само од последнава недела, ќе земам за пример, како се бараат само паузи и, впрочем, неиздржано, барем да знаеме дека станува збор за работа, за вистинска координација, бидејќи координација треба да има помеѓу пратениците, но кога се сите тука, а кога се пратениците одсутни, кој со кого ќе се координира. Имено, дали тоа може да влијае во ефикасноста на работењето на собранието? Тоа сигурно не може да влијае, ако се навратиме на она продолжение на 30-та седница на 17 јануари, значи минатиот
петок, кога тие реагираа, па не знам како ја прогласија тајна таа седница и како беа нивните реакции, после и колегите од Знам држеа прес и велат не сме можеле ние со 78 пратеника да обезбедиме кворум. Тоа е класично лажење на народот, бидејќи не се работеше пресот Знам се да не испаднам јас нивни портпарол, не беше за тоа што тие побараа пауза и што нели како рекоа на дел од вработените во Македонија ќе им доцнат платите, работата беше што со паузата ќе се доцнеше, инаку ние немаме проблем со тоа да го изгласаме. Тие толку знаат да ги искарикираат работите, да ги испревртат, да обвинуваат неосновано, да се прават лажни херои кога имаат потреба и лажни жртви. Јас затоа ги обелодени, бидејќи навистина некојаш човек треба да се спушти на нивното ниво за да се разјасни ситуацијата. Ние некогаш си велеме оставете ги со нив подобро да немате работа, но некогаш мора да се расчистат работите, затоа велам најмалку беше проблем тоа што тие побараа пауза дека ние немавме број на пратеници да се изгласаат законите. Проблем беше што бараа пауза, проблемот за време беше работата апсолутно. Ние сме стоеле во собрание до 6 часот наутро сме немале проблем. Проблем е што тие не се креативни, не се идејни, што поднесуваат исклучиво популистички закони кои што можеби да поминат кај некој дел од популацијата, но кратко време. Дивните лаги се толку куси што веќе и самите на нив не веруваат, се правдаат дека дента имале закажано средби со граѓани, затоа јас го обелоденив нивниот многу храбар лидер кој што беше дојден тука да ја стави само картичката, тој во сала воопшто не се појави. Значи ја ставил картичката за да му се регистрира присуство и да нема регистрација дека бил отсутен, што нели според деловник 3 последователни отсуства се крати од плата за да другите оние патрчковците околу него го бранат и после да утредента покажуваат слики од посета на фарми, како беше, каде што мислам дека повеќе имаше животни отколку луѓе, но нивна работа, како да ви кажам, но не може да се остават до толку да манипулираат со јавноста, затоа вака некојаш повремено ќе им вратиме на нивно ниво, за да знаат дека никој нема да им дозволи да поигруваат најмногу со она што народот го гледа и да почне да им верува далеку од тоа. Впрочем и последните избори ќе кажам беа доказ дека нивната сила на Facebook не се преточи во гласови на избори, туку останаа на тоа што сте, а и како што неколку пати имам кажано, тие не се луѓе кои што би прифатиле институционална одговорност. Нив им одговара само да бидат една ваква опозиција која што ќе привлекува можеби внимание, ќе собира лајкови на Facebook, но ништо повеќе од тоа. Во вторникот на 21 јануари имавте седница каде се разгледуваше законот за заштита на децата. Знаеме дека овој закон е вратен во трето читање. Дали овде можеме да зборуваме за ефикасност? Па зависи од кој аспект гледаме, јас би рекла дека може да се зборува за ефикасност и добар дел од оние кои што се сомневаа во нашата поддршка на кандидатката за председател на Македонија и во 2019 и сега во 2024 година професорката Гордана Силјановска-Давкова, токму во тоа ни беше намерата. Затоа што наназад имавме пример каде што имавме председател на држава кој што понизно ги подпишуваше законите кои што ќе поминеа. Во собрание дури имаше такви несреќни случаи кога пред да поминат во собрание да се изгласаат, предупредуваше, би рекла, невешто дека нема да ги подпише, за да после нивното изгласување во собрание ги подпише и тоа како без никаков поговор, за да сега во овој случај председателката на државата после поминувањето на овој закон на второ читање во собрание, повикувајќи се на членови на Устав, го врати назад во собрание. Сакам да кажам дека институцијата председател на држава во овој случај се покажа како коректив и на извршната и на законодавната власт, што е сосема во ред, така да и третото читање на овој закон во вторникот помина. Според процедурите на деловникот имаше 6 амандмани, чинам, од кои што 3 помина или 2 беа небитно, но сето тоа мислам дека овој пат нема да има проблем, иако деловникот вели дека на трето читање ако вратениот закон помине со повеќе од половина гласови во собрание, дека председателката е должна да го подпише. Сепак ние направивме корекции според нејзините укажувања, инаку целта за поднесување на нашиот предлог за измени и дополни на овој закон беше исклучително само за да се надмине оној проблем кој што токму ова
последна власт која што на последните избори изгуби, се обиде едноставно да го закочи процесот на стекнување со лиценци на делот од кадарот во градинките, а тоа се случи после катастрофалниот пораз на таа власт на последните локални избори, кога таа беше извршна власт, на локалните избори 21 изгубија катастрофално и наместо да извлечат поука од тоа што изгубија катастрофално на локалните избори, а при тоа имајќи го и председателот на држава и извршната власт, наместо да пробаат да со некои потези си ги поправат грешките, тие како некој чин на освета го закочија овој процес, така да во градинките на вистина имавме проблеми. Јас имам примери, ми се имаат жалено и знам, сведок сум каде што на вистина негувателки и воспитувачки не можеа да дојдат до лиценца, што е законски услов за да се добие решение за вработување. Ние имаме групи низ држава со дечиња повеќе од дозволеното, тука е сериозна одговорноста на оние кои што ги гледаат тие деца и замислете, дури во вторникот бившата министерка за во тоа време труд и социјална политика Јованка Тренческа обвинуваше за не знам што како сме го пренасочили овој закон не во една комисија во друга, а тоа е истата онаа личност или истата онаа партија која што за време на мандатите кога тие беа власт и мнозинство во парламентот од Комисијата за европски прашања би рекла дека направија законодавно правна комисија во парламентот, бидејќи немаше закон кој што во нивно време за кој што во нивно време не го злоупотреби европското знаменце и речи си сите проаѓаа низ Комисијата за европски прашања. Тоа е таа иста личност која што сега реагира за нешто, наместо да биде прва која што ќе го поддржи овој закон за да се откочи овој процес, за да не функционираме, што би рекол нивниот доскорашен коалиционен партнер како до сега, или да не функционираме по принципот на која ја има власта, тоја има моќта. И ќе се светиме на оние кои што не победиле на изборите. И тоа морам да нагласам, на тие избори за прв пат се воведе отисокот на прст како инструмент и тука немаше можност за малверзации како на последните парламентарни во 2020 кога дури и ковид пандемијата ја злоупотребија за референдумот, да не збориме тука светски рекорди рушевме во трајањето на гласање по човек, но сето тоа време заврши. Ние треба да извлечеме поука и од тоа што не било добро и од тоа што било добро, да не се повторат грешките, да не користиме примери и вие во ваше време правевте, па ние сега ќе повторуваме затоа што сме власт, туку напротив, еве затоа и овој пример со овој закон, со неговото враќање повторно во собрание, не подпишување на указ од председателка, само треба за јавноста да служи како пример дека на вистина и председателот на државата е коректив и ќе се почитува. Незините укажувања ние ги испочитуваме, затоа поднесовме амандмани и мислам дека се ќе биде во ред, не само со овој закон, со многу останати. Знаете дека имаме системски закони во најава, дали што се однесуваат за реформи во администрацијата или во образованието, нема да прибегнеме кон никакво ниту европско знаменце, ниту би рекла класично тие ги киднапираа нивните алатки само за да го избегнат, да избегнат во тогаш кога важеше минатиот деловник, тогаш нели опозицијата имаше повеќе инструменти за да може да се обзнани вистината. Сега нели но за жал и ова што овој деловник им го нуди, без разлика и ако е скратена постапка имаат време за дебатирање, ако е редовна постапка исто така имаат време за дебатирање. Тие немаат интерес, тие немаат луѓе со кои што ние еве како власт би дебатирале. Некојаш треба и закон да се одбрани. Ние немаме, буквално бети сведоци сме, немаме кому да објасниме. Немаме кому да им ги објасниме позитивните страни или еве тие ако велат дека има негативни страни. Пример сега ми текнува на законот за заемот од Унгарија. Реагира кога се одржуваше седницата, никаде ги немаше. Само колегата Бојан Стојановски земаше збор. Така да лажни се нивните обвинувања, доказ се нивната неактивност во собрание и нивното земање на паузи за време на седница за опозицијски пратенички прашања. Дај Боже да се опорават, но не би рекла дека има таква надеж, бидејќи тие
паѓаат во се поголем ногдона и реално тоа и од нас меѓу останатото на последните избори се бараше. Да потсетам на одговорност, има добар дел од наши колеги во овој состав кои што и тоа како им виси под знак прашалник и пратеничкото столче доколку профункционира конечно и правниот систем во оваа држава, а и тоа сакаме да го решиме преку широка дебата, не да биде насилно како тие што правеа, така да се ќе се реши. Мислам дека нивната немоќ во добар дел е и заради тоа, но и заради она што лажно обвинуваат, заради тоа што ВМРО ДПМН од самиот старт, кога ја презедовме власта, почна со работа, реализираше многу проекти кои што тие ни за 7 години не ги реализираа, напротив, начекавме руина, дури и полошо од она што го очекувавме реално, но полека со многу работа се ќе се среди, а тие ќе останат на нивните лажни обвинувања, на нивните бегања од задна врата, како што кажавте и вие, Бети. Впрочем, јавноста ќе проследи, скоро следуваат локални избори, годинава треба да се случат според законот за избори, така да граѓаните будно следат, нема веќе кој да ги лаже, работиме на дела, не на зборови, мислам дека одбројани им се деновите, па и на лагите. Опозицијата треба да биде коректив на законите, на работењето во собранието. Реформирано СДС. Дали тоа се чувствува, еве вие кажете, помеѓу пратениците? Дали има некаква промена во нивното работење? Не, апсолутно никаква промена. Тука прво јас ги критикував уште кога беа изборите, нели јас бев носителка на листата во изборна единица 6 и силно ги критикував затоа што тие се истуркаа да бидат носители или на погорните делови од нивните листи, токму пропаднатите министри за кои што изгубија катастрофално на последните избори, мислејќи да си обезбедат место, имаше, се сеќаваме во минатиот состав, доста поактивни пратеници кои што барем од оваа страна сега гледано доколку би биле тие опозиција, мислам дека ќе има повеќе што да зборуваат, овдека има, мислам, само 3 колеги од минатиот состав, сето останато се бивши министри и нели тука е и новиот нивни лидер. Тука е, можеби, не знам, со картичка или на список, но никако не е присутен ниту во седница да ги поведе останатите колеги како пример, без разлика што не е координатор, апсолутно отсуство и физичко и во секој поглед, нема активност, нема пратеници кои што се заинтересирани за работа, впрочем, можеби и да ги разбирам дел од колегите, бидејќи кога оние највиновните или оние кои што треба да покажат активизам ги нема тука, па зошто овие би биле активни? Ниту еден од лидерите на опозицијските партии не е активен во собранието. Па и не е ни присутен реално. Да. Не е само Али Ахмети веќе, со него би се искачиле на тој пиедестал, исто, мислам, во иста мера и Филипче и господинот Апасиев. Така. Ви благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани. Верувам дека го задржавме вашето внимание. До следното видување со многу актуелности, многу содржини кои ќе бидат интересни за сите нас, се гледаме следниот петок.